Оголемен дел од граѓаните во Македонија не знаат воопшто како дека имаат права. Права како граѓани во едно демократско општество. Освен тоа не знаат и како се трошат, дека имаат право да знаат како се трошат нивните пари. Едно од истражувањата кои вие ги правите како Центар за управување со промени е токму тоа. Правото да се имаат многу, односно сите информации, и во тој контекст го споменувате, правите истражување токму за службен весник. Службен весник е апстрактна категорија. Тој се наплаќа и граѓаните не знаат воопшто дека имаат право да знаат какви закони се носат и да го имаат достапен пред нив службен весник. Да, Центарот за управување со промени изминатиот период објави документ за јавни политики насловен дали е можно владењето на правото со комерцијален службен весник. И тука го анализираме токму ова прашање вие што го спомнувате, го анализираме проблемот со тоа што потребно е да се плати претплата за пристап до тековните изданија на службениот весник. Значи претплатата се плаќа месечно или годишно, но проблемот е што во службениот весник се објавуваат закони и други општи акти на државата со кои граѓаните имаат право да бидат запознаени, а државата има обврска тоа да го овозможи, односно има обврска да овозможи пристап лесен и бесплатен до овие општи прописи, бидејќи во нив се уредуваат нашите права и обврски. Значи, како би знаеле? Да, извинете што ја прекинувам. Транспарентноста е еден од телелите на демократијата, за која говорите за обврската и правото на обврската на институциите, на власта и правото на граѓаните да се информирани. Доколку нема транспарентност за закони, за финанси, за се конечно, тоа подразбира затворено општество, затворена држава. Еве примерот со Safe City можеме да го дадеме заради тоа што огромен дел од граѓаните се загрижени, стравуваат, но каде може да ги видат податоците, законите, регулативите, колку казните, колку треба, доколку направат прекршок да бидат казнети. Тоа навистина создава хаос кај граѓаните, во нивните сознанија, во нивната информираност. Не се свесни дека мора да бидат информирани. Да, според анализата на ЦУП, тоа што е условен пристапот до тековните изданија на службениот весник го попречува владењето на правото, односно е попречува правната сигурност на граѓаните. Да. Како ние би знаеле кои права и обврски ние ги имаме доколку не можеме слободно и бесплатно да пристапиме до законите кои што нели собранието ги усвојува или подзаконските акти кои што органите на управата ги носат. Особено во време на дигитализација тоа може многу лесно да се овозможи. Но дали сакаат да овозможат е прашањето? Да, тоа е друго прашање. Меѓутоа, примерот со Safe City кој што го дадовте, законот за безбедност во сообраќајот, како и сите други закони, се објавуваат на страниците на Министерството. Но доколку Министерството веднаш не го објави законот, ние нема од каде да знаеме кои права и обврски, пример тој закон ги има пропишано. Ние читавме сите по медиумите за кои се прекршоците, кои се забраните, за може да прилагодиме нашето поведение на новите правила. Но доколку Министерството веднаш не го направи, ова важи за сите други закони, ние не би знаеле. Ова е спротивно на владењето на правото, односно на правната сигурност. Законите се објавуваат во службен весник со цел граѓаните да се запознаат. Затоа и тој период од 7 дена, за да може да се запознаат со содржината на правилата и да прилагодат своето однесување. Член 14 од Законот за објавување на законите и другите прописи во службениот весник вели дека јавното предпријатие службен весник ги обезбедува приходите за своето работење, меѓу другото од претплата, односно продажба на службеното гласило службен весник на Република Северна Македонија во печатена електронска форма и на другите изданија кои ги издава јавното предпријатие во печатена електронска форма. Нема ги читам другите алинеи за да не пременуваме дискусијата. Меѓутоа, ова алинеја, член 4 став 1 алинеја 1, овозможува службениот весник да утврдува претплати. Добро.
Нашата анализа покажа дека за пристап до службениот весник може и месечна и годишна претплата да се плаќа. За пристап годишна претплата за пристап до електронските изданија е 7000 денари. ЦУП смета дека дури и 100 денари да се бара, тоа не треба да е дозволено, бидејќи доколку законите представуваат општа волја на народот, одлуки кои нашите избрани представници ги донесуваат во наше име за наша сметка, ние треба слободно да пристапиме до нив и да знаеме што се уредува во општеството. Меѓутоа, Министерството за правда овој изминатиот период има започнато работна група за измена на овој закон и измените се однесуваат главно на деловите за заекнување на електронското работење на службен весник. И ние тука повикуваме дека треба да се интервенира и токму во член 14. Добро, што значи тој член 14? Тој значи дека, односно, нашата препорака е дека треба да се измени член 14 во смисла да се пропише забрана за наплаќање на пристап до законите и другите општи прописи. Доколку службениот весник наплаќа пристап до некои комерцијални изданија, тоа е друго прашање. Меѓутоа, законите и општите прописи не треба да се комерцијализираат и не треба на нив да се создава некаков капитал на некакво јавно предпријатие. Тоа е целосно спротивно со начелото на владење на правото, на демократија, генерално сите тие некои принципи кои што ги заговарат ЦУП и генерално се прифатени како цивилизацијски напредок, да кажам. Од тука сметаме дека треба Министерството да пристапи кон измена на овој член. Исто така имаше изминатиот период и представка до иницијатива до Уставниот суд за измена токму за укинување, токму на овој член. Меѓутоа, податокот кој го имаме е дека иницијативата е отфрлена, но бидејќи одлуката не е објавена, не сме запознаени со содржината и со причините, така што останува да почекаме и да видиме заради кои причини е отфрлена иницијативата. Имате ли сознанија, односно разговори со представници на институциите, да видите, сите овие препораки, како велите вие, ова е апсурдна состојба и пишувате зошто е неопходно да се интервенира и да се коригира. Со сите овие институции дали сте имале комуникација, разговори во овој контекст? Да, до овој момент не сме имале, но во периодот што след имаме планирано настани на кои заедно со институциите во јавниот сектор ќе разговараме токму на ова тема, меѓу и другите кои се врзани со транспарентноста, но една од нив е и отворањето на службениот весник, односно да се гарантира бесплатен пристап до тековните изданија на службениот весник. Добро. Исто така, нашите наоди укажуваат дека би требало проактивно да пристапи Министерството и Собранието. Иако во Уставот нема изречна забрана за наплаќање на пристапот до службен весник, не треба отсуството на ваква забрана да се интерпретира во насока дека е дозволено. Бидејќи треба да се гледа целокупната ситуација, односно се чита целокупниот текст на Уставот, не изолирано од основните начела меѓу кои е владењето на правото, кој според критериумите на Венецијанската комисија, еден од елементите на владењето на правото е правната сигурност, а која според нивниот rule of law checklist се цени меѓу другото владење на правото, и проверка на владење на правото, да не биде на англиски заради тоа го преведувам. По-конкретно, Венецијанската комисија има објавено и од време на време ревидира. На англиски rule of law checklist би се превело како критериуми за владење на правото и ги поставува кои се клучните елементи на овој општ принцип. Еден од елементите правната сигурност, а исполнетоста на овој елемент меѓу другото ја цени преку одговор на прашањето дали се законите објавени пред да стапат во сила и дали се тие лесно достапни, например бесплатно преку интернет или во службен печатена форма во службен билтен. Доколку ние одговориме на ова прашање, тие се објавуваат, но не се лесно достапни, односно пристапот е условен. И тоа е голем проблем според ЦУП. Добро, вие спомнавте дигитализацијата која е само проформа. Односно, премногу се говори за тоа, слушаме фалби од страна на власта, но многу споро оди воопшто.
Иако имаме министерство, тоа министерство и нема многу ингеренции за сите институции да има, да не само да дава насоки, туку и да мониторира како се спроведува таа дигитализација. Да, Министерството за дигитална трансформација може да кажеме дека и нема целосна надлежност врз службениот весник, бидејќи за ова е одговорно јавното предпријатие службен весник, кој е основан и со законот за објавување на законите и другите прописи. Но говориме не само за службен весник, извинете што ве прекинав. Генерално за дигитализацијата говориме и потребата граѓаните и во тој контекст да бидат информирани. Политика на државата би требало да се земе предвид и објавувањето на законите во службен весник како дел од политиката за транспарентност во широка смисла. Но тука јас би истакнал уште еден интересен елемент во насока на транспарентноста. Иако член 14 од законот дозволува да се наплаќа претплата за пристап до службен весник, сепак јавното предпријатие службен весник може да одлучи и самото иницијативно да не наплаќа за одредени услуги, како што е на пример објавувањето на законите. Утврдената претплата има повеќе износи, од кои 7000 денари годишно за пристап до електронското издание, е утврдена најверојатно со подзаконски акт на службениот весник, бидејќи законот не утврдува суми, интересно е што службениот не можеме да пристапиме, не може онлайн да го најдеме слободно ниту статутот на службениот весник, ниту пак конкретната подзаконска одлука доколку има таква за утврдување на овие суми. Така што во насока на транспарентноста би требало да знаеме и како се стигнало до утврдување токму на овие суми за наплата на претплата. Има нова регулатива како да се користат јавните податоци во контекст токму на транспарентноста. Мислите ли дека навистина ќе се отворат институциите, заради тоа што во Македонија имаме премногу закони, законската регулатива се разбира дека се адаптира со европската, но тоа бенефит нема. Мислам дека тоа што поминати се повеќе од 10 години од првото донесување на законот за отворени податоци и користење на податоците од јавен сектор, целосното име на законот, требаше до сега веќе да ги научиме лекциите од тоа што кај нас ја кочи транспарентност. До пред 10 години, мислам дека сите ние како корисници на тие податоци имавме толеранција кон институциите кога ни објаснуваат дека нема технички можности да ги отворат податоците во бараниот формат. Често пати тоа беа лични приоритети во министерствата, буџетирање и така натаму. Најновите истражувања кои што ги правевме со цел да можеме да предвидиме кој ќе биде импактот, односно влијанието од усогласување на нашето законодавство со европското во овој дел, покажаа дека всушност дигитализацијата и осовременувањето на техничките алатки ја стигна демократијата, во смисла веќе овие алатки за техничко адаптирање на податоците не се ни толку скапи, за да ние можеме тоа да го користиме како изговор зошто институцијата не ги отвара своите податоци. Со една груба анализа можеше дури да се дојде од прилика до присметка дека една алатка за автоматско ажурирање и техничко прилагодување на податоците е некои 20.000 евра. Тоа не е воопшто никаков буџет, особено за големите институции, кои што имаат и големи количества на податоци, да го користат повеќе техничкиот момент како изговор за блокирање на транспарентноста. Може да се заклучи дека практично и за што говоревме и претходно, дека затворените општества секогаш наоѓаат објаснувања зошто практично извинувања до јавноста нема, се разбира. Затворените општества тоа не го прават, не демократските општества, и токму во овој контекст е многу важно граѓаните да знаат и да слушнат што значи владење на право, заради тоа што секогаш тоа е апстрактен поим, но во постари демократи, постари кога велам, тоа се вековно стари демократи. Дури во најразвиените демократски општества, кои што сметаме или сме ги ценеле дека се дигитално многу понапредни и населението дигитално поописменето од нашето, прифатливи се сите начини и сите форми на барање на податоци. Од имејл до телефон,
до формално обраќање до институцијата, како сакате. Да, лично. Така е. Институцијата е должна секако да ви одговори, како и да го сврстите вашето барање. Значи, нејзи е битно да ви одговори што тоа вие барате и има за тоа нели определени законски рокови во кои што институцијата треба да постапи по барањето. Она што е многу битно од ваквите компаративни искуства, научивме дека всушност не го обвинуваме ние граѓанинот на кој начин се обратил до институцијата, туку треба проактивно самата институција да излезе кон граѓанинот во пресред, или организацијата, или компанијата која што ги бара податоците. Порано кај нас ето тоа беше некако затскриено зад позади некакви формални барања и процедури. Денес тоа, например, на Data.gov.mk порталот е овозможено, постои начин директно преку порталот да ги побарате податоците. Тоа е со новиот закон чекор напред, во смисла вие како крајен корисник воопшто не треба ни да размислувате која е институцијата која што ги поседува податоците што сакате да ги користите. Едноставно го доставувате таму барањето и потоа Министерството за дигитална трансформација има можност преку порталот да го пренасочи барањето кон институцијата која што реално ги има тие податоци. Че порано граѓаните некогаш има и хендикеп да дојдат до вистинскиот податок затоа што ги шета од една во друга институција, ние не сме надлежни, барете ги податоците во таа институција и така натаму, и тоа беше завртано во круг до моментот до кога веќе некој ќе се откаже од барањето на податоците. Мислам дека новиот закон треба тоа да го оневозможи, значи представува еден вид поттик и апел: барете податоци. Барете податоци, а ние сме сите тука кои што го поддржуваме процесот да видиме каде кочи недобивањето на бараните податоци. Како изгледа, многу пластично и едноставно да се објасни на јавноста во Македонија. Како изгледа барање, например, во Велика Британија? Барање на еден граѓанин да биде информиран за некои прецизни, конкретни здравствени услуги. И за разлика од Македонија, можете да направите споредба во која не можете воопшто и имате и мој термин, но ништо тоа практично не значи за граѓаните. Ништо немаат никакви информации конечно за тоа што ги интересира. Во претходната фаза од имплементација на законот може да се каже дека многу голем притисок се изврши поради паралелното развивање на материјата на отварање на податоците со заштитата на лични податоци, па некако сите институции се криеа малку и позади капата на личните податоци. Меѓутоа, она што го цело време збориме, дигитализацијата, осовременувањето на алатките, анонимизацијата на податоците по автоматизам, веќе не може дури ни тоа да биде изговор зашто податоците не би биле отворени. Често пати овие институции кои што имаат, да речам, најатрактивни податоци, воопшто ги нема и на порталот Data.gov.mk, значи тие не воспоставиле се уште линк со Министерството за дигитална трансформација за да бидат качени на тој портал, но тоа не е причина да тоа не треба да се обезбеди. Што направивме ние како една, да речеме, критичка маса која што кружи цело време околу податоците? Составуваме листа од барем оние минимум стандардизирани податоци според повелбата на Г8. Значи, земјите веќе излегува со конкретен список. Ако немате идеја кои се тие најбалку, значи како еден вид на минимум сет на податоци за едно демократско општество, еве ова е листата која што треба да биде објавена. Тука се и податоците за здравството кои што ги спомнавте. Значи, почнувајќи од тоа какви здравствени услуги се најбарани, какви најчести диагностицирани болести имаме кај нас. Препораки се разбира. Количество на препишани видови типови на лекарства. Значи сето тоа формира една здравствена карта на нацијата. Образование, критичен сегмент. Најчесто нашите училишта не имаат собствени веб страни. Па велевме објавете ги вашите податоци на сајтовите на општините. Кое е ова рангирање кое што ние го добиваме како готов производ, која школа е најдобро, која е помалку добро и зошто нашите деца не успеваат на меѓународните тестирања. Значи се тоа отворени податоци. Тие се податоци кои што училиштата ги имаат, ама ние ги немаме, а сакаме да ги видиме. Криминал. Зошто на пример немаме објавена јасна статистика за општини, населби, градови каде што имаме и кои типови на криминалитет. Тоа се влие врз одлуката на луѓето каде ќе живеат. Па ако одредена општина избие на површина како најопасно место за живење, значи тука веќе треба нешто да се засили во системот. Податоците не се само за нас, податоците на сите им даваат една подобра слика за живењето на луѓето.
Исто така многу битно прашање со новата регулатива е пристапот до податоци кои што се наплаќаат. Значи тоа е, да речам, најгорливата тема веќе со години. Најголемата болка е тоа. Така е. Мора се да се наплати. Да, сите ние имаме потреба од податоците најчесто на катастарот и на централниот регистар, значи оние животни циклуси кои што ги поминуваме покажуваат дека не можете ниту еден процес во животот без овие две институции да го поминете. Секогаш ви треба нешто од катастар и некој што централен регистар. Овие две институции се само финансираат од податоците, со новата директива влегуваат на оние институции кои што поседуваат високо квалитетни и високо барани податоци, меѓутоа товарот со новиот закон кој што се наметнува за овој тип на институции е дека ќе мора веќе да се регулира начинот на кој што се формира цената на податоците. Че тоа не може да биде произволно, институциите не треба да профитираат од граѓаните и од корисниците на податоците, туку треба да ги наплаќаат само во она вредност во која што е потребна за да тие ги исполнат своите манипулативни оперативни трошоци за одржување на системите во кои што постојат тие податоци. И вториот уште поважен за нас сегмент е принципот на недискриминација. Значи институциите во моментов најчесто ги наплаќаат податоците комерцијално од граѓаните и компаниите, а им ги даваат бесплатно на другите државни институции. Тоа во новата директива веќе е забрането. Не сме да ги наплаќате податоците на граѓаните и на компаниите ако им ги давате на државните институции бесплатно, или втората опција, ако веќе им ги наплаќате на граѓаните и на компаниите, ќе им ги наплаќате и на државните органи. И во тој случај ние рачунаме дека ќе се постигне некакво нивелирање на сумата на пари која што се привлекува од граѓаните и компаниите визави бесплатниот сервис кон другите институции. Кога на едно место ќе се слеат, значи соодветен фонд на средства за одржување на овие податоци, веќе нема да бидат тие цените кон граѓаните и кон компаниите. Значи подостапни ќе не станат сите овие податоци и на. Да. Само да ја споменаме и антикорупцијската комисија или ДКСК, популарно нарекувана, кога станува збор за имотот, за објавување на податоците на функционерите со каков имот они располагаат и што поседуваат. Практично ништо нема таму прецизно, точно, колкави се сумите во нивните сметки, потеклото воопшто како законска регулатива не е поминато да го видиме потеклото на имот, веќе кога пријавувате точно од каде всушност го имате тој имот. И многу други примери околу имотот, имотната состојба која станува збор за антикорупцијската комисија. Во тој сегмент ве молам ваш коментар. Податоците за имотот конкретно на ниво на оваа повелба на Г8 која што ја спомнуваме поврзана со секаков вид на личен приход, значи добивка, дали се тоа плати, дали се награди, дали се хонорари и така натаму, се треба да биде објавено. Ние и баш и преку Законот за висока раководна структура и претходно стратегијата за транспарентност утврдивме дека сите овие податоци треба да бидат објавени дури и со имење и презимење, не во смисла на заштита на личните податоци, туку во смисла на утврдување, на преклопување на повеќе функции и концентрација на моќ кај известни поединци. Така што во тој дел дефинитивно касниме, како и во многу други области, овде треба да се поработи на усогласување со овие начала од Законот за отворени податоци. На крај сме. Благодарам за овој разговор. Исто и вам.